Почитувани, срамно е образложението дека така наречениот командант Хоџа само одлучил да се повлече од висока владина функција веднаш до премиерот заради тоа што ја сакал Македонија. Зоран Заев лаже. Ве повикувам заедно да ја слушнеме изјавата на Хоџа во која самиот тој кажува колку нему му е грижа за Македонија. Да го видиме видеото. Dhe nuk dojmë ndëgju kishtet a ekziston as ekziston. A shkon përpara anges mbrapa deri sa të bindemi të bëjmë marrëveshje para prake para se mu fut në qeveri, që kjo është e jone dhe s'duam bisedojmë. A funksionon kishteta jo, nuk na intereson neve. Зоран Заев продолжува да го подценува македонскиот народ. Хоџа јасно вели дека не го интересира дали Македонија ќе постои или нема да постои. Јасно е дека Хоџа не го интересира дали Македонија оди напред или назад и дали државата функционира или не. Хоџа можеби сака некаква Македонија, но не унитарна и мултиетничка каква што е сега. Сега да погледнеме како размислува Хоџа за војна и за припојување кон Албанија или Косово пред да биде поставен на висока функција од неговата политичка звезда Зоран Заев. Dhe shqiptarët definitivisht do të mendohen dy gjëra i kanë. O të përgatiten një luftë, kanë pas shumë arsye për me kap armët më mbrojtën, pesun në Maqedoni, ose të durojnë aq shumë derisa t'i shpërngulin këtë shqiptarët nga Maqedonia, të shkojnë në Kosovë, në Shqipëri, gjithkund tjetër, edhe me mira është të fillojnë, të mendojnë sot për një plan, për një projekt, kjo kërkohet nga Mytu Thaçi edhe Ali Ahmeti, edhe partive tjera shqiptare. Mendimi jam nëse më pyet ne kush është mirë me fillu me mendon aty me formu institucione paralele, si në Kosovë, kur i kanë formuar në kohën e Milloshit, dhe na bie mirë ma mirë të bashkohemi me Shqipërinë se sa me këto që po na sonë për çdo ditë. Dhe ta bëjnë një platformë, një projekt për interesin e shqiptarëve. Mos mirë na çka bëjnë Maqedonët me emrin apo diçka tjetër. Ne dojmë NATO, dojmë në Evropë. Kemi Shqipërinë, kemi Kosovën. Kosova ka problemet e veta, po pse mos bashkohemi me Shqipërinë? Почитувани, Заев пред да го именува така наречениот командант Хоџа за свој премиерски советник, ги знаел овие ставови. Така што Зоран Заев лаже. Тој се сретнал со него и разговарале за позициите на Джезеир Шекири, кој се наоѓа и на американската црна листа. И покрај се, Заев одлучил дека тој е најкомпетентен да му биде советник за безбедност и борба против радикализам. Ваквото однесување на Зоран Заев е срамно. Ваквото мајтапење со граѓаните, државата и низините институции е недозволиво. Зоран Заев и сите оние кои што ги вршеле безбедносните проверки за командантот Хоџа и препорачале тој да биде висок функционер, мора да сносат одговорност. Пред само неколку дена, дури и министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски го бранеше именувањето на Хоџа и не гледаше ништо спорно и контроверзно во фактот дека радикал од црната листа, чие име се поврзува и со убиство на полицаец, треба да го советува премиерот и за полицијата. Време е сите овие натушци во македонската политика да си заминат. Граѓаните не заслужуваат ваква неодговорна и криминална власт. Ви благодарам.